Сообраќајната несреќа во која тешко беше повредено 2-годишно девојче од Брвеница беше повод жителите да почнат со протести и блокади на патот кон Брвеница минатиот четврток. По една недела успеаја да остварат средба со локалната самоуправа, представници од Агенцијата за патишта и од Сообраќајната полиција. Тие бараат решение за проблемот со брзото возење по овој регионален пат кој минува низ центарот на населените места во оваа општина. Зашто, пример, од стадионот на Јажинце там може да се стави лежачи полицајци, а овдека не може. По кој повод е тоа? Дали се плаши некој? Ние не правиме ништо, ние криминал не правиме. Ние сакаме, значи, вниманието на мештаните, да има слобода на одење. Не сакаме ние овде да возиме брзо. Не сме ние на автопат. И на автопат имаш поодредена брзина. Дали има некој, мислам, повод да се стават, мислам, дали може да се стават тие лежачи полицајци, или па семафори да се стават, или па ево од вас, господа, да има некој овдека да има, мислам, станица да има тука да контрола да има. Не е само еден ден, 2 дена и готово. После пак тоа ќе се направи. Пак ќе се дешава. Надлежните велат дека постои можност за поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација која во моментов ја нема. Ќе биде подготвен записник кој потоа ќе биде доставен до Агенцијата за патишта, чија работа е да ги постави сообраќајните знаци. Пешачки патеки да се изградат, сообраќајна сигнализација да се постави, со полиција да се регулира. За пешачки патеки општината е надлежна. Законот не дозволува изработка на било какви пречки кои што може да бидат опасност по одвивањето на безбеден сообраќај. Во населените места што поминуваат, значи кај што поминуваат регионалните патишта кои што се во надлежност на јавното предпријатие, само коловозот, чистиот коловоз е надлежност на јавното предпријатие. И сега затоа кај мене се раѓа дилемата, тоа значи дека сите пратечки покрај патни објекти се во надлежност на локалните самоуправи. Заклучоците беа да се, значи, првин сообраќајна полиција да ги зајакнува контролите со почесто излегување со радар, да влие врз несовесните возачи што возат пребрзо. Исто така имаше и забелешка што и јас тоа како забелешка ја знаем и веќе работиме на тоа да се изгради една пешачка патека, тротоар, да се подобри осветлувањето. Тоа ќе биде сигурно затоа што ние работиме на тој проект и тоа сигурно сега не сум сигурен дека ќе се изгради ова календарска година од пролет. Сигурен сум дека ќе се изгради. Агенцијата или Македонија пат да поставуваат сообраќајни знаци вертикални и хоризонтални и исто така беше како апел и мој и од сите присутни денеска до сите граѓани на општина Брвеница да внимават, да придонесуваат за да не се создава метеж, а тоа се создава највише од несовесните возачи што возат брзо и тие што ги паркираат колите врз двете страни на патеката пред нивните куќи, со тоа се стеснува патот и самите пешачи поминуваат по трасата. Од 2011 година па досега направен записник и од Министерството за внатрешни работи само за локалниот пат Тетово Јажинце, во кој се наведуваат повеќе неправилности на овој коловоз, а оттаму велат дека не треба да се исклучат ниту несовесните возачи и неисправните возила кои допринесуваат кон небезбедноста на патот.